Општина Прилеп планира да се задолжи 5 милиони евра со општинска обврзница за изградба на два мостови, од кои што едниот со кружен тек, а другиот со пробивање на комплетно нова улица. Потоа изградба на влезот во Прилеп по страната на Македонски брод и поставување на фотоволтаични панели за производство на струја, кои што ќе бидат поставени на сите општински објекти, меѓу кои и сите училишта. Од општината велат дека без вакво задолжување тие немале пари да ги реализираат капиталните објекти, затоа што општината немала помош од централната власт, а имала и огромен долг кој што морала да го враќа, а бил наследен од претходната локална самоуправа. Кога владата се задолжува со евроврзници, зарем друга алтернатива постои. Ние имаме во тековната година голем процент на враќање на стари долгови затекнати од претходната власт, односно за исплата на автобуси, на градинки. Друг начин немаме на финансирање на овие проекти. Па повеќе од 70 милиони денари е годишната исплата на затекнатите покапитални, да речем, повеќе повредни моменти. Опозицијата пак најмногу забелешки има на тоа што ова големо задолжување го немало во предизборната програма на градоначалникот Борче Јовчевски, кој пак вели дека тогаш никој не знаел дека може да дојде до ваква голема енергетска криза која што си го зела својот данок. Но предизборната програма немаше и финансиска конструкција, односно издатоци како енергетската криза. Ние не знаевме дека толку огромен дел од средствата ќе ги дадеме за исплата на електричната енергија. Од 18 милиони предвидени или тогаш затекнати годишни издатоци за исплата на струја достигнаа до 60 милиони. Како опозицијата тоа ќе го прокоментира? Од општината се надеваа дека Министерството за финансии ќе го одобри ова задолжување преку обврзница. Инаку обврзницата се враќа во наредните 7 години. И тоа 7 години се враќа само каматата, која што е околу 240.000 евра годишно, а последната година се враќа наеднаш целата обврзница од 5 милиони евра. И обврзницата ќе ја понудиме на пазарот на хартија од вредност преку Комисијата за хартија од вредност и мислиме дека ќе има доволно заинтересирани од пензиски фондови, втори пензиски фондови, инвестициони фондови, па и граѓани кои што би биле заинтересирани да ги купуваат обврзниците. Со овие 5 милиони евра се планирало изградба на мост со кружен тек на Табана, стар проект уште од времето на екс-градоначалникот Маријан Ристевски. Потоа ќе се пробивала улицата Победа од вкрстување со улицата Васко Карангелевски до улица Александар Македонски, со мост на Оројвоечка река. Реконструкција на улицата Орде Чопела, делница од крстосница со улица Македонски бранители до границата на опфатот по ГУП општина Прилеп, односно влезот од страната на Македонски брод. Исто така ќе се граделе и фотоволтаични панели. Бенефитите Прилеп со првите 3 проекти, тоа се чисто инфраструктурни проекти кои го означуваат развојот на Прилеп и граѓаните од Прилеп добиваат по-добри инфраструктурни комуникација од еден дел во градот во друг дел од градот. Слепите црева, односно горливите места сообраќајни јазли ги средува за полесно функционирање на самите граѓани од едниот дел во другиот дел од градот. Со улицата Победа, спомнав, се овозможува развој на еден дел од градот кој е предвиден за натамошно ширење на градот, а со фотоволтаичните панели во склад со условите кои ги наметнува светското стопанство, производство на електрична енергија и искористување на обновливите извори на енергија. Според општината, ова задолжување во иднина ќе го релаксирало буџетот, за да може дел од средствата од него да се искористуваат за други капитални проекти.